Резултатите од четвртите парламентарни избори во Бугарија во 2 години не влеваат оптимизам дека земјата ќе излезе од политичка криза, иако партијата на поранешниот премиер Бојко Борисов победи со освоени над 25% од гласовите. Неизвестно е дали ќе најде коалициски партнери за да формира влада. Податоците на Централната изборна комисија покажуваат дека во парламентот ќе влезат 7 политички формации. Коалицијата Продолжуваме со промените на Кирил Петков и Асен Василев е на второто место со освоени 20,21% од гласовите. На трето место е Движење за права и слободи со 13,6%. По нив следува партијата Преродба со 10,17%, а по неа е БСП за Бугарија со 9,32%. Демократска Бугарија Обединување има 7,46% од гласовите. Бугарски подем на поранешниот технички премиер Стефан Јанев пак со освоени 4,63% е последната партија која ќе влезе во парламентот со своји пратеници. Има таков народ на Слави Трифонов, доби поддршка од 3,83% од гласачите и нема да биде дел од собранието. Најлоши резултати има партијата на Каракачанов ВМРО БНД со 0,81% од гласовите. Клучното прашање дали Борисов ќе успее да формира влада ќе се разгледува деновиве. Сепак кај бугарските аналитичари постои став дека е можно формирање на експертска влада. Од политичарите кои се изјаснија дека нема да бидат дел од владината коалиција и поранешниот премиер Кирил Петков. Тој изјави дека неговата партија ќе одбие евентуална покана за формирање коалиција со ГЕРБ. Те носат во момента огромна одговорност. ГЕРБ ја има целата политичка одговорност и обврзана е да стори се што може за да формира влада. ГЕРБ нема проблеми со силни националистички формации, па Движењето за права и слободи и Преродба се чинат како добри кандидати. Поранешниот премиер на Македонија Зоран Заев на Фејсбук му честита на својот поранешен колега. Честитки на ГЕРБ и на мојот добар пријател Бојко Борисов за победата и освоената најголема доверба од бугарскиот народ. Посакувам успешни разговори за составување на новата влада, која ќе донесе стабилност на нашиот источен сосед и просперитет на Бугарија. Каракачанов може би го отфрлија во Бугарија, но го сакаат во Македонија. Ова може да се заклучи по резултатите од гласањето во земјава. После ГЕРБ, која освои 127 гласови, е партијата на поранешниот министер за одбрана на Бугарија, ВМРО БНД, за која гласале 91 бугарски граѓанин во Македонија.